Добре дојдовте во емисијата Студио на Нова. Добре дојде за моите гости, професорот Стево Пендаровски и Сашо Клековски од невладината МЦМС. Тема на дебатата е средбата помеѓу премиерот Груевски и лидерот на СДСМ Бранко Црвенковски, која всушност беше вистински дебакл. Црвенковски даде ултиматум или парламентарни или локални избори, заради тоа што тој не ја признава оваа влада, вели дека го изгубила мандатот по 24 декември, односно црниот понеделник, инцидентите во собранието, но дека за премиерот Груевски ова е неприфатливо. Вашиот коментар прво, па потоа ќе ги расчленуваме сите нивни. Може од вас, господин Кликовски? Па добро, значи јас политичката состојба проценувам како игра кукавица. Тоа е преземање на максимално голем ризик за да се обезбеди најголема добивка за собствената страна, во конкретниот случај за ВМРО, ДПМН и СДСМ, при што за жал се ризикуваат и нашите севкупни интереси. Мислам дека двете страни практикуваат исто така тактика на преговори, трескање на врата во лице, значи постојање на максимални барања за после да се приближува кон оптимални. Мислам дека во двете партии расте притисокот за диалог. Ја ова не би го оценил како дебакл, туку како почеток, бидејќи негде мора да се почне. Значи, денеска се почна, се светна на првата средба, никој нема да даде, нели? Сите ќе се обидат да бидат тврди на првата средба. Значи, за мене е битно дека притисокот и на ВМРО, ДПМН и на СДСМ расте. На ВМРО, ДПМН, бидејќи сепак носат одговорност да организираат легитимни избори со учество на опозицијата, а на СДСМ да го спречат евентуалниот расцеп или распад на СДСМ ако се одлучи на бойкот. Значи, тие два притисоци ќе се зголемуваат и ќе ги тераат кон компромис. Проблемот е што има многу малку време до локалните избори. Добро, господин Пендаровски, ќе се најдат ли на вистина на средина оптимистички прогнози на... Да, ако ова е оптимистичко сценарио, ја би бил песимист или реалист. Ја не ни очекував дека они денеска можат да се најдат на половина. Ние немаме пракса на политички диалог без фасилитатори, без олеснувачи од надвор. Сега сосема е друга работата ако дојдат, кој ќе дојде, зошто би не притиснал да бидеме во овој случај подготвени за компромис. Меѓутоа факт е дека само македонски актери, независно порано биле македонци и албанци, сега се за прв пат во поновата историја само македонци, кои се расправаа за нека битна демократска придобивка, никогаш до сега самостојно не извуткале вака тежок, ова е објективно тежок проблем. Имавме тежок инцидент на 24 декември и познавајќи ги и политичките профили на двете партии и на луѓето кои ги водат, беше илузорно да очекуваме дека во практично тет-а-тет митинг дека они можат да направат пробив. И не сум воопшто склон да верувам дека ќе има брзо следна средба во истиот формат. Ако дојде некој од надвор, можеби би се проширил форматот и заедно со некој странски олеснувач би ги седнал повторно, ако само СДСМ со својот тим и ВМРО со својот тим, не верувам дека наредниве денови воопшто ќе ме размислуваат за втора средба во истата структура. Само кратко, каков олеснувач, Европска унија или Америка? Во последниве години Америка ја нема воопшто на Балканот. Европската унија во контекст на приближувањето кон ЕУ го презема лидерството и тоа по дефиниција е послабо од американското претходно, бидејќи Европа не е една држава, Европа има 27 земји членки, така што таа хетерогена структура продуцира прилично амбивалентни резултати честопати. Во овој момент моја проценка е дека Европската унија има приличен притисок или прилична инфлуенца, влијание во Белград и во Приштина, затоа што политичките раководства таму и таму, значи горе и долу, во таа некогашна заедничка држава, имаат намера едниве да добијат датум за преговори, а другиве имаат намера да добијат до крајот на годината стабилизација и асоциација, спогодба. Значи, бидејќи имаат повисока политичка цел, решиле да одат кон Брисел, секој на различно ниво од својот статус, тие слушаат што ќе им се каже од Брисел, другите не баш дослушуваат. Генерално зборам, од Хрватска, кој има проблем со Словенија пред самото влегување во Европската унија, па се до другите, Босна не ја не спомнам во тој контекст, Албанија има исклучително длабока политичка криза, многу подлабока него нашава, подолго трае, повторно не ја слушам. Добро, ние имавме слична ситуација со затварањето на еден, значи имавме иста јака поларизација. Сега дали таа беше појака или ова беше појака, сепак дојде до некое сплетување, бидејќи
неуспешни локални избори во основа не одговараат ни на ВМРО, ДПМН и на СДСМ. Значи притисокот врз нив ќе се што ќе се играат они со нервите на едните и на другите и на сите нас, то сигурно ќе биде така. Јас не сум... Каде би попуштиле? Па мислам дека ВМРО ДПМН денеска најави дека за нив е прифатливо да има измени на изборниот законник, кој може да биде добра ситуација за влегување на СДСМ во парламентот, да се изгласат измените за изборниот законник. Тоа колку што можам да го прочитам денеска многу јасно е. Само тоа ли е прифатливо? Кажано е прво попуштање. Значи сега треба да има попуштање од другата страна. Оно што мене ме изненади денеска е вклучување на разговорите за името во целиот формат, што мислам само дека ја заплеткува ситуацијата. Мислам дека треба да се фокусираме на... Мислите на изјавата на Црвенковски? Да. Мислам дека не потребно се внесуваат други дебати во оваа дебата. Значи, оваа дебата сама по себе е доволно заплеткана за да вклучуваме и трети аргументи. Мислам дека треба да има отстапки една по една од двете страни. Оно што мене ме загрижува е што не јадат роковите и дека сето ова треба да се расчисти во следните 10 дена. Можно ли да се расчисти во следните 10 дена? И што е со изјавата на... Да се вратам околу базичното прашање, дали некој може нешто да попушти. Ја мислам дека они денеска си имаат разидено во базичниот факт, во дефинирањето на 24 декември. Бидејќи опозицијата бара да се дефинира што се случи и претпоставувам, ако се влезе во таа дебата, да се направи анкетна комисија во која би партиципирале сите страни и би решиле кој е виновен. Тоа е барањето на Груевски. Зошто не би се вратиле во собранието? Претпоставам дека не знам што било внатре, меѓутоа кога треба да се каже јасно и гласно, нудиме правење анкетна комисија која треба да дефинира има ли политичка одговорност некој на некоја страна за 24 декември и подоцна би оделе кон некакви измени на законот, изборниот закон и слично. Тоа го спомна Павле Трајанов, има повеќе од 10 дена, ако не подолго формирањето на анкетна комисија, ниту ВМРО ДПМН, ниту СДСМ не реагира. Мислам дека мора да се вложат напори во барање на институцијско излегување од кризата. Анкетна комисија и представка пред Уставниот суд исто така може да бидат дел од пакетот на расчистување што се случи на 24 декември, за да не продолжиме да живееме со две различни вистини кои ги промовираме. Бидејќи имаме доволно проблеми со македонско-албанските вистини што се случило во минатото, за да креираме сега и нови Добро, дали е можно јазови. ВМРО да ја признае вината за 24-ти? Што велите? Значи, барањето за вонени парламентарни избори е барање ВМРО да ја прифати комплетната вина. Јас мислам дека прифаќање на комплетна вина ВМРО ДПМН не може да си допушти. Значи, мислам дека мора да се обидиме да рашлениме вистината и кој политички актер со кој однесување придонел во настанувањето на целата ситуација. Иначе да ги вклучам и албанските партии, и на албанските партии не им одговараат вонредни парламентарни избори, бидејќи они би требало да ја прифатат својот дел од вината без да се расправа за тоа, бидејќи тоа е барање за капитулација. Да, ние бевме виновни, бидејќи сме виновни, прифаќаме да одиме на вонредни парламентарни избори. Добро, гледате ли вина кај СДСМ заради... Значи, не е прашањето дали јас гледам вина или Стево гледа вина, прашање да заземеме институцијски одговор, значи да дозволиме една институцијска постапка. Ако некој упадне во мојот двор, јас сепак морам да побарам судот да разреши дали јас имам право на владење на мојот двор или немам право. Затоа измислена третата судската власт. Значи, кога ќе дојде до судири меѓу извршната и законодавната власт, меѓу законодавната и законодавната, мораме да дозволиме трета страна, значи јас мислам тука би требало и Уставниот суд да се произнесе околу уставноста и законитоста на постапката и секако анкетна комисија за останатиот дел околу постапките на обезбедувањето што не е во доменот на Уставниот суд. Премногу демократски и европски.
Не, то се две компоненти, две димензии, значи легалистичката и политичката. Ако ја чекаме легалистичката со уставниот суд, ќе дојдат и следните избори. Да. Не заради нашиот уставен суд таков како што е, го знаеме, туку затоа што поставките пред уставниот суд не се брзи по дефиниција. Меѓутоа, јас плашам дека на политичко ниво не сме подготвени да направиме компромис на политичко ниво. И затоа што јас мислам, колку што можам да ги видам предходните реакции на владеачката партија, дека тие институционално ја затворија настаното 24 со некаква проценка на безбедносните служби дека тоа така требало да биде. И тоа не е политичка одговорност. Значи, ако воопшто постои, таа не може да се лоцира у структурата која го чува собранието, бидејќи тие добиваат наредби од некого. Значи, се плашам дека немаме политичка волја да отидеме над тоа, а тоа е политичкото ниво, да седнеме и без камери да се договориме што ја можам да дадам, а што ти би морал да дадеш. Добро, што значи според овие ваши прогнози дека ВМРО ќе оди сами на локални избори? Моја проценка е дека ВМРО комотно ќе оди сам на избори, независно кој ќе учествува. Имаме децидна изјава на премиерот денеска, вели дека има и опозиција. Има и друга опозиција, дека СДСМ не е целата опозиција. Тоа е јасен став, познавајќи го и него и структурата која ја предводи, ќе оди на избори сигурно, па без разлика дали опозицијата била или не била, ова главна опозициона партија била или не била партиципиент. Добро, какви резултати тогаш би имало кога не би отишла главната опозиција? Значи, мислам дека треба да видиме играта на нерви каков резултат ќе добие. Но доколку се случи ова сценарио? Ризикот е да има рас во СДСМ, бидејќи видите, вие во СДСМ имате сигурни победници. Значи, сите ги гледаме социјалните медиуми, на нив можеме да видиме еден куп градоначалници и кандидати за градоначалници на СДСМ кои водат кампања. Сметате дека ќе одат како независни? Значи, мене ми е пораката од СДСМ конфузна. Ако во вчерашен утински вестник кандидатот за Кавадарци вика дека ќе победи на изборите, а пораката од неговата партија дека нема да дојде на локални, не сум сигурен што точно ќе се случи. Господин Пендаровски, расцеп во СДСМ, одење на... Не можам да знам. Прво, мислам дека треба да дефинираме дека избори на кои нема главна опозициона сила да учествува, се фалични делот на легитимитетот, неспорно. Дека тоа сигурно ќе ги погоди нашите евроатлантски интеграции, бидејќи без имање базичен политички диалог вие не може да се препоручувате со вашиот файл во Брисел, че тоа само по себе е лошо за цела Македонија, независно дали сте македонец, албанец, на власт или во опозиција. Понатаму може и се претпоставува различни сценарија во делот на опозицијата, бидејќи по дефиниција и кога губите и кога учествувате, а губите, па се поднесуваат оставки или се проценува нечија одговорност, а не во оваа ситуација. Ние немаме слична ситуација. 94-та беше делумно слична, бидејќи бојкотот тогаш следеше во вториот круг, не од почетокот. Така што ние немаме пандан историски во кој би можеле да знаеме што може да се случи. Има интересно едно упражување на еден од тогашните директни актери, Гошев, господинот Гошев, кога го прашуваат после толку години дали е било грешка или не било грешка. И независно какви се квалификациите негови, за тој настан он вели 4 години као во парламентарна опозиција беше поразително погубно за мојата тогашна партија, а беше добро, вели, за ВМРО која се обнови и победи на следните парламентарни. Што гледате, ист опозиционен блок кој бојкотира втор круг на избори тогаш, за едниве е тоа практично патот кон надолу, а за другите е патот кон нагоре и кон победата. Сосема иста коалиција во опозицијата тогаш, а сосема различни ефекти кај едниве и кај другиве. Не е ли опасно целата власт да ја приграби ВМРО доколку СДСМ бојкотира? Ама тоа е одлука на СДСМ. Добро. Значи СДСМ треба да одлучи дали ќе учествува или нема да учествува, ако се исполнат минимум од предпоставки за фер и демократски избори. И оно што денеска го чув е дека премиерот е спремен на попуштање на таа страна. Значи, за мене прифаќањето на одење на локалните избори е одличен тест. Ако во вкупен број на гласови опозицијата е блиска или е повеќе од власта, мислам дека неминовно ќе следи распишување на вонени парламентарни избори. Значи, не зборам за број на градоначалници, каде што поинакви математики се водат, туку зборам за пропорционалните партиски листи. Ако на тие листи опозицијата има сличен или повеќе гласови од власта, мислам дека неминовно ќе одиме во вонени парламентарни избори. Затоа не можам да ја разберам логиката зошто е потребен бојкот на локалните избори, бидејќи тие може да бидат одличен лакмус тест дали
гласачкото тело е расположено за промена на власта. Добро, а меѓународната заедница сметате дека е најдобро да се вмеша? Он е веќе вмешан, посебно Но да ги седне на маса. со ова непријатно појавување за мене. Види, за мене тоа е деградирачки во основа. Значи, за мене е деградирачки да има средба меѓу одреден амбасадор и одреден политички лидер и после тоа политичките лидери објавуваат и објаснуваат зошто постапуваат и како постапуваат. Мислам дека Сметате дека сме доволно зрели и не ни се потребни? Па мора да созрееме. Фасилитатор? Мора да созрееме. Значи, ако се однесуваме недоветно ќе не третират и после не треба да се љутиме кога недоветно не третираат. Притисокот и врз ВМРО-ДПМН да го обезбеди легитимитетот на изборите и врз СДСМ да избегне расцеп во партијата ќе расте и јас се надевам дека разумните делови во двете партии ќе превладат, бидејќи во двете партии има страни кои апсолутно отфрлат. На кои мислите во ВМРО? И во ВМРО-ДПМН и во СДСМ. На кои во ВМРО, на кои во СДСМ? Видите, ако има една структура во ВМРО-ДПМН која треба да биде жртвувана за да има компромис, предпоставам дека тие се против Јанкуловска, Велјановски, не би сакал да именувам. Предпоставам дека се против попустливост. Да. Ако во СДСМ имате кандидати кои ќе прошетаат низ изборите, а има такви, Карпуш, например, или Штумица. Да, Јакимовски и Заев одат... Не мислам дали ќе одат, ама видите, голем е притисокот, пошто сега се бара да од они да направат лична жртва за партијата, а партијата не е спремна да направи жртва за државата. Значи, од Стефче Јакимовски ќе се очекува да направи жртва која партијата не ја прави во однос на повисокиот интерес. Значи, збориме за каскадни интереси, личен партиски национален интерес. Јас верувам дека ќе биде голем притисокот, не само врз кандидатот за градоначалник, туку за советниците од таа партија, за еден куп луѓе што се поставуваат или именуваат. Да, и тогаш е можен раскол. Што се случува со барањето на Груевски за нов закон, иницирање на нов закон, кога би одел во опозиција, 6 телохранители, возач, собствен автомобил, се подготвува ли Груевски за опозиција? Ја не ги знам неговите лични мотиви, само ме чуди тајмингот на предлогот. Законот сам по себе е неспорен, као базична содржина. Затоа што премиерот е најмногу на удар во таа битка и министрот за внатрешни работи. Кога би имале вистинска битка према вистински организирани криминалци, не према ситни некои риби. Меѓутоа ме чуди, морам да ви кажам, прилично ме изненади, не затоа што опозицијата не е во парламентот сега, него зашто сега, после 6-7 години владење, му треба тој закон, или му требал на почетокот, или нема да му треба воопшто. Инаку паралелни искуства во светот има, не е спорно, се штитат јавни обвинители, штитат суди, тие што работат во одделот за пресудуваат за организиран криминал, чи министрот за финансии штити некаде. Зависи каква ви е задачата. Меѓутоа, председателот е помалку, да речеме, на удар кај нас на државата во однос на мафијата, него што е премиерот, во секој пат така, или министрот за внатрешни. Ме чуди тајмингот и не знам дали е тоа поврзано со неговите предчувства, дека можеби да нема да биде наскоро на власт. Меѓутоа, во овој момент беше по мене политички гав да се бара таков закон. Во овој момент да се бара таков закон. Требаше се бара пред 4-5 години, најрано да речам, а не сега. Само не ги знам мотивите. Добра, борбата со организиран криминал дали се засили заради тоа Груевски бара? Па не, денеска Антонио Милошевски кажа 2-3 доволни причини зошто треба зголемена заштита на премиерот и која ќе замине во пензија од таа функција. Тајмингот е доста чуден, меѓутоа ако погледнете агендата на собранието има многу законски проекти кои се чудите зашто се во овој тајминг. Предпоставам дека повеќе работи што чекале на списокот за донесување сега ќе бидат донесени во овој период, пошто таква претходна пракса имавме кога се случува бојкот и да забрзано се носат одредени закони, така да предпоставам дека таа е логиката, иако одекот во јавноста мислам дека не е соодветен на плановите што сакале да бидат постигнати со донесување на тој закон.
Добро, јас ви благодарам што бевте гости во студија. Сашо благодарам. Кликовски и Стего Пендаровски.